супермасивна црна дупка е секогаш 0,005 од вкупната маса на галаксијата која што ја домеќи. Повторно индиција дека супермасивната црна дупка е креативна. Зошто е тоа така? На ова дава одговор теоријата на Џон Силк и Мартин Ривс. Останува прашањето зошто некои галаксии се активни, други неактивни, како нашата или Андромеда. Имено неактивните галаксии во раните фази на младиот универзум исто така поседувале супермасивна црна дупка и квазар кој што и бил придружен. Голтачката супермасивна црна дупка, која што се храни со цели соларни системи, ја зголемува својата маса, соодветно нејзината привлечна моќ е се поголема, и енергијата на нејзиниот квазар во еден момент станува толку голема што едноставно го отфрла остатокот од звездите далеку од својот дофат. Така супермасивната црна дупка останува во средиштето со квазарот кој што е придружен, значи со еден врел ротирачки прстен од блескав газ, додека надвор од нејзиниот дофат е остатокот од галаксијата. Таа престанува да се храни, квазарот постепено е всмукан од супермасивната црна дупка, таа гасне и останува неактивна во средиштето на галаксијата. Но ова не е крај на приказната. Имено Андреа Гес со своите најнови истражувања дојде до уште едно феноменално откритие. Имено таа откри нов извор на светлина во центарот на нашата галаксија. Ова може да значи дека црната дупка, која што е во центарот на Млечниот пат, повторно се активира, таа повторно почнува да се храни, таа повторно почнува да голта. Дали ќе го проголти нашиот сончев систем? Одговор на ова прашање ќе добиеме во следните милиарда години. И додека од една страна на спектарот се неверојатните продори на астрофизиката и супермасивните црни дупки од апокалиптични размери, така една супермасивна црна дупка е милиарда пати или 10 на 9 пати поголема од нашето Сонце, дотогаш од другата страна на спектарот се исто толку неверојатните продори на квантната и информационата физика и науката за ултраскопски малото. Тука пред све спаѓа теоријата на суперстрингови, развиена од Џон Шварц и Мајкл Грин. Што се суперстринговите? Тоа се ултраскопски мали, еднодимензионални, просторно-временски, затворени нишки, кои што со своите вибрации ги создаваат сите субатомски честички познати на науката денес. Уште повеќе, со своите вибрации, суперстринговите ја оркестрираат еволуцијата на Вселената. Тие се од редот на величина 10 на минус 33 од милиметарот. Колку е ова малку, покажува следнава споредба. Имено ако еден суперстринг го зголемиме до величина на атом, тогаш атомот ќе заземе простор колку целата наша галаксија, Млечниот пат, со сите 200 милиарди соларни системи во неа. Значи, една супернишка кон атомот се однесува како атомот кон целата галаксија со 200 милиарди звезди. Математиката, која што е вклучена во објаснението на суперстринговите, подразбира топологија, теорија на поле, комплексна анализа, диференцијална геометрија. Понатаму, таа го вклучува нашето разбирање за универзумот, како за еден свет од 11 димензии, од кои 10 просторни и една временска. Конечно, таа вклучува такви неверојатни математички геометриски форми, како што се шестодимензионалните Јау-Калабиеви простори. Интересно е дека суперстринговите и просторите на Калаби и Јау влегуваат во објаснението и во градбата на микротубулите,
а овие се основни градбени елементи од невроните и како такви тие влегуваат во квантната динамика на мозокот и биофизичките релативистички модели на свест. Значи, супернишките и јаоколабиевите простори влегуваат во објаснението кое што науката го дава денес за настанувањето на свесното искуство. Многу интересно е дека и понатаму еден од математичките темели на информационата физика денес останува Шредингеровата Бранова функција. Имено тоа е сума или линеарна суперпозиција од алтернативи кои што сите истовремено постојат во субатомскиот свет. При тоа ќе се реализира една со определена веројатност, а тежинскиот фактор за таа веројатност е исто така комплексен број, односно има реална и имагинарна компонента. Тоа е шестодимензионален систем во старт, имено 4 димензии за просторно-временските алтернативи кои што постојат истовремено во субатомскиот свет и 2 имагинарна и реална за тежинскиот фактор кој што ја определува веројатноста дека ќе се случи една од тие алтернативи. Многу интересно, во тежинскиот фактор кој што ја определува веројатноста за алтернативите од субатомскиот свет, Роџер Пенроуз ја вметна квантната гравитација. Уште еден блескав увид на еден брилјантен ум, имено Роџер Пенроуз, многумина го сметаат за најголем жив научник денес заедно со Хокинг. Значи, квантната гравитација, која што Роџер Пенроуз ја вклучи во тежинскиот фактор на Шредингеровата Бранова функција, е оној клучен параметар кој што ќе ја даде есенцијалната субстанца на светиот грал на науката денес и сонот на Ајнштејн од 30-тите години, обединетата теорија на поле. Со други зборови, квантната гравитација е она есенцијална субстанца која што ќе ги поврзе квантната физика од една страна и светот на ултраскопски малото и општата теорија на релативност и астрофизиката, светот на апокалиптично големото, светот на галаксиите. И конечно, во коцката на науките, во која што Роџер Пенроуз ја дефинира меѓусебната зависност на физичките теории од Галилеј до денес, клучно место тој дава токму на квантната гравитација. Зошто најголемите вистини се парадоксални? Може би затоа што самиот универзум настана од парадокс, големиот прасок. Така, од гатанките на Зенон и парадоксот на Епименидес, кој тврди дека сите критјани лажат, додека самиот тој е критјанин, па се до денешните роботи, фракталите и вештачката интелигенција, една од енигмите на науката останува самореференцијата. Што е самореференција? Тоа е математичка и техничка постапка во која што излезот на еден систем повторно и повторно се враќа на неговиот собствен лес. Тоа е математичка змија која ја гризе собствената опашка. Зошто самореференцијата, а со неа и негацијата, ја скокоткаат нашата фантазија и фантазијата на експертите по роботика? Може би затоа што парадоксите вградени во нив можат да не доведат до самите граници на она што еден вештачки човек или робот може да го направи. Еве убав пример да го илустрираме ова. Професорот Тинкер од лабораторијата за вештачка интелигенција при Универзитетот во Стенфорд еден ден донел пред студентите 3 роботки. Тие седнале на 3 столчиња пред студентите. Професорот објаснил дека едната од роботките е програмирана стално да зборува вистина, другата е програмирана секогаш да лаже, а третата понекогаш да лаже, а понекогаш да зборува вистина. Професорот објаснил дека студентите треба со што помал број прашања да одгаднат која е која од роботките. Навргу, еден од студентите, кој што уживал углед на втор по остроумност во класот, се обратил кон едната роботка, која што седала од левата страна и ја запрашал: "Кој седи до вас?" Таа одговорила: "Онаа која секогаш зборува вистина." Потоа се обратил кон роботката во средина и ја запрашал: "Која сте вие?" Таа одговорила: "Онаа која понекогаш лаже, а понекогаш зборува вистина."
Конечно, тој се